Ко сме веќе на тема на муавет за спорт. Пелистере, Пелистере, шампион. Така. Не, чисто информативно вака да си спочитуваме. Пошто не е мала работа титуламе, сваѓа. Зашо ти е Пелистер шампион? Ти ние во битола децата ги пуштаме да спортуват. Од тоцка евате. Бе, шала настрана. Ека во Скопје ни пуштате деца да спортуват. Знаеме да ги пуштат. Ама како идат генерациите се помалце децата сами изјавуваат интерес. Тоа е така заради тоа што многу помалце од нивните другарчиња изјавуваат интерес и нормално многу помалце домашните изјавуваат интерес. Јас сакав на кошарка да одам да се запишам, оти пола класна кошарка одеш. Не оти знаев да играм или нешто, гледав многу и кузне што желба ми си имаш од тоа вродено. Едноставно сакав да бидам дел од приказна. Еднаш излегов на тој терен и после тоа оддели ме да те видам од топката, нема проблем. Ама како и да е, мора некој да го однеси детето, да го внеси во приказната, некако за тоа да види, да изрази некаква желба или да најди нешто што сака. Сами по себе децата нема да изрази. Ретко кога. Така што денешната епизода ќе посветиме малце на спортот за време на распустите, па можда и на спортот воопшто. Ти шо знај? Можда следните победници на титули и чуда го гледат видеото. Не може да знај. Пуштаме шпица и одим. Ајде бат. Сад најчесто кога ќе се спомни спорт и кога се работи за деца, најчестиот муабет на родителите многу е мал е, уште рано е за спорт. И знаеш како? Никогаш не е рано за едно дете да почне да прави нешто што е креативно, нешто што ќе му развие моториката, а со тоа и психата. Никој не вика дека треба пуштиш дете од 4 години да се надпреварува, така. Ама дека е убаво да почне нешто да прави, е дефинитивно убаво. Па убаво е тоа да го прави отколку да седи дома пред таблет. Значи децата имаат неисцрпна енергија, бе брат. Зошто би му го дал таблето и да седи пред таблет и вакво да биде? Сето тоа што се дешава на тој екран, самата светлина, та плава светлина што ја вика. Пореметва мелатонини, серотонини, допамин, не знам ни што се, не ги знам, не сум стручен по таа тема, ама све изреметва кај детето. На детето му се ствара еден тон енергија плюс, а ваму седнато е во некоја позиција. Бучку ружнатра се дешава во неј. И после чудно се однесувале децата, многу биле агресивни, вакви биле, такви биле. Па сега поново ги учим изразите. ADHD, демек намалено внимание, ама хиперактивно несува, демек не може да ти држи вниманието, туку ти зафаќа мозокот на 300 месеци. Чуди се ти зошто? Ти наместо му даеш на детето топка и да шутката топката цел ден, ти му даваш на детето таблет и на тој таблето се дешават милиарда работи истовремено и после проблем. Проблем бевате. Нормално дека проблем. За да не се сватиме погрешно, не е дека децата не можат да научат нешто уште од најрана возраст што ќе можат креативно да го применат во животот на тој таблет. Арно, пак за тоа треба некој да седни да го објаснува и да го прави нешто. Ама знаеме дека најлесно е дај му го таблето, дека брка работа. Пошто нели во Македонија, јас сум главен тука, кој е тој не е мене, тој малио да ми кажува што ќе правам со времето му е. Дај му го таму телефонот, нека не досад. Ретко кој тука седнува да размисли дека тие децата не бараја сами тука да бидат. Ние имаме барано да бидат тука. Што значи целата одговорност за тоа што ќе направи детето. Паѓа на родитело, сакал тој или не кел. Ти знаеш како? Кој те прашва бе бате, така? Таше деца? А ти деца? Сега пули ги гледај. Кој не рече дека е лесно, ама тоа е животот, тој треба биди фокус. Се нормално е секој ќе сака малце време за себе да има. Тоа не значи само дај му го таблето и уживај решена работата. Ќе си најдиш начин и тоа е. Се исто така не може 24 сати детето на тренинг да биде негде. Ама дека може да прави нешто во денот, што ќе го тргне од овие другите неизбежни работи во денешно време. Може. Ти не е џабе речено во здраво тело, здрав дух. Уште побитно не е само физичкиот бенефит ако децата спортуваат. Исто така имаш и психички бенефит. Уште побитно имаш социјален бенефит. Значи го носиш детето во еден круг на луѓе, тоест на деца што имат поќе или помалци исти интерес. Ако ништо друго за тој спорт што го играте имат интерес. Значи го учиш детето да се социјализира, што е исто така многу тешко денешно време. Море ние имаме забораено да се социјализираме. Свесни сте ви или не сте свесни? Можда е од короната, кој беше, можда од шо и да е. Ама јас знам еден тон луѓе, вклучувајќи ми мене, што не бевме дома прибрани, што сега со пушка да ме тераш не ми се јави нигде. Сега до душа добро, обврски работи еден тон и така натаму преби да си завршам работот, колку да седам негде да киснам безцелно. Ама сепак и кога ќе треба да се оди негде, и тогаш ми е тешко. Па камоли како му е на овие новите генерации што не се ни учени уопште да излегват. Нивните не одат на гости секој ден, дома не му идат гости секој ден. Ние немаше ден да немаме гости или да не одиме, да душа многу поретко одевме. Кај нас дома секој ден имаше некој. Немаше ден без луѓе. Особено дур печеше прасина Златич. После тоа кога намалија прасињата, намалија и луѓето, малце, ама нема врска. Сам да речам секој ден имаше некој. Се дружевме со некој човек. Браче ти идат, кај браче
брачеди, нон-стоп, пријатели, роднини овоно. Денешно време никој со никој не се дружи. Ти очекуваш деца да се дружат со кој? Што значи пошто фали тој социјалниот момент на децата, спортот е одлично место кај што ќе го однесиш и кај што ќе може да се дружи со многу деца. И некои од тие другарства остануваат за цел живот вече. Јас со луѓе што имам кошарка играно или што имам пливано, ден денес се дружам, си го имаме муабето, си имаме почит кога ќе се видиме негде. Значи технички му даваш на детето еден куп контакт, еден куп можности во живот. За тука има едно што е навиду многу битно прашање, а тоа е кој спорт да се одбери, пошто има многу спортови. Тоа може да е битно прашање, ама мене ако ме најдоте што би рекол оне од Вевчани, небитно е на шо спорт ќе го пушти, се додека детето спорту. И ако се прашувам јас на шо поке спорт ќе го пуштиш поубаво. Иако ако слушаш тиктоци и доктори по телевизија така натаму ќе ти речат не треба се мешат спортовите од и различни мускули за различен спорт. Не сме до таа фаза стигнати. Значи ако е детуле малечко не е битно, нема да извиши наеднаш, нема мало да остани, нема мускулите да го болат, пошто едноставно не тренира со таков интензитет како што тренират луѓе на професионално ниво, кај што стварно е битно ако го тренираш едното да го тренираш тоа. Што значи најубаво е детето да го однесиш на шо поке работи, негде да си се пронајде. А негде сигурно ќе се пронајде. Може да не првиот тренинг, може да ќе треба некое време да пооди, ама негде сигурно ќе се пронајде. И се нормално да не грешиме душа, не се сите деца со предиспозиција или со љубов кон спорт. Ама пак ќе речам, не мора да биде. Убаво е децата да одат компетитивно и да се надпреваруваат, дама на крај на денот многу е побитно да одат, да се дружат, да спортуваат и физички, психички, секако е супер, отколку воопшто да не одат. Оти да, знаеме дека е многу тешко да се носат децата на математика, па да се носат на англиски, па да се носат не знам како. Особено е тешко пошто родителите денешно време не дека порано не се грижеа родители. А овие денешно време се како ти кажам, заштитнички настроени, мислиш, готово сега, ако излези детето и направи 2 чекори надвор, готово. И сега не викам дека не се случват лоши работи, не дај Боже. Ама не се случват 24/7 на сите секаде во светот. Тај малце олабајте си ја душата. И разбирам да треба детето да оди на другиот крај од градот негде на тренинг, макар што од одредена возраст нагоре никој не прашваше кај е тренинг ако ти се оди. Ако не кој те праша? Ти земате море деца по 14-15, тие не се ни деца поќе. 15 години целомагаре напрен, земаш го клаваш в кола и го носиш на тренинг 5 минути пешкине. И со тој еден потек да не речам го ништиш сето тоа што го прави на тренинзи, ама нема врз. Тоа е тема на муавет за друг ден. Чи малце олабајте си ја душата кој се работи за таа заштитност кон децата и дајте му малце поке внимание и разбирање и љубов на децата и носете ги на спортови. Пошто на пример моите татко и мене кој ме однесе на пливање, него му беше идејата јас да научам да пливам толку. Уствари многу јако беше како се запишав на пливање. Јас како детуле од 5-6 години се капе во малиот базен, татко ми нормално одеше се капеше во големиот базен. Јарно, ама јас сакав да тргнам по него во големиот базен. Скалите во тој базено кај што одевме тука во Битол беа пола метро скала. Јас клапнав на првата скала до тука, клапнав на втората до тука. И ме крена татко ми од подвода. Та, ѓубре едно дуво ми го пукна тргај пред мене. Околу базен кај тренерот Карши. И Виктор ќе го учиме да плива. Добро. Месец дена подоцна надпревар. И са тренерот го убедва татко. Абе дај пушти го нека плива, шо има врска кој помал. Пошто сите беа по 1-2-3 години, 4 постари од мене. Абе пушти го му вели нека плива. Не се многу 350 метри 400. И татко ми си вика, ајде шо нека плива, нека се дружи там. Јас кутрио немав појма ни надпревар шо е, ни шо се дешава, нити дека се тркам со луѓе, нити па видов некој пливач во приказната. Свирна свирчето тргнав. Стигнувам јас на целта, ме крева татко ми, урла тука роднини собрани, брачеди, ти реков ми рече, ти појма нема што се дешава. Се вртиш ги гледаш сите зад тебе останатите, кој се откажал, кој не допливал, кој плива, еве го иди. Кефој. Значи тоа чувство не може да се опише. И тој е првиот пекар што влезе кај нас во фамилија. Следната година цела фамилија на пливање. Татко ми стана од додиш да научиш само, не треба се надпреваруваш, не ќе ме надпревари. Следниот ден после надпреварот, свирчето встава. Пливај! Побрзо! Дувај 10 пати тргнува одма. И ти седиш збунец и викаш шо се деша? И од тука натаму следните 10 на 15 години беше ептен интересна приказна. Само што немаме поке време денес за приказна. Здравје Боже, некој друг пат ќе ги раскажиме тие лудори. А дотоаш ви останете на нашата програма, пуштајте и децата да спортуваат и тоа е тоа. Поздрав, имајте убав ден.